Почитувани колеги съветници, почитуван градоначалник, представници на общинската администрация, почитувани гости, почитувани представници на медиумите, граждани на община Неготино, за денес я свика в 31-та редовна седница на Советот на община Неготино. За работа на седницата го предлагам следния дневен ред. Точка брой 1. Предлог решение за даване съгласност на годишният план за вработување за 2020 година на явното предприятие Комуналец Неготино. Точка брой 2. Предлог одлука за издаване гаранция за задължување на явно предприятие Комуналец за кредитно долгорочно задължување пред Деловна банка за финансирање на проект Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина, набавка на возило систем Каналджет за отпушување на канализационни системи и ями. Точка брой 3. Предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино за учебната 2018-2019 година. Точка брой 4. Предлог заклучок за усвојување на годишната програма за работа на јавната општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино за учебната 2019-2020 година. Точка брой 5. Предлог одлука за формирање на локален совет за превенција на општина Неготино. Точка брой 6. Предлог одлука за давање согласност на договор за соработка за организација на настани по повод 8 ноември помеѓу општина Неготино и Сдруженијето за напредување на спортски и културни манифестации Спокул Неготино. Точка брой 7. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклупување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација. Точка брой 8. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019 година. Точка брой 9. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година. Точка брой 10. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активности на општина Неготино во областа на образованието за 2019 година. Точка брой 11. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активности на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2019 година. Точка брой 12. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Неготино за 2019 година. Точка брой 13. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за култура, спорт, соработка со здруженија и фондации. Точка брой 14. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Неготино за 2019 година ребаланс. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Молам дали некој бара збор. Зоран Стојанов повеќе. Благодарам, председателя. Почитувани граѓани, почитувани колеги, почитуван градоначалник. Пред некој ден бев повикан од лицето Трајче Бошев. На улицата Даме Груев, 19. Се јавил проблем со откупување на 10 метри квадратни од улицата и ми ги приложи документи едни, па дали еве јас како советник и да побараме од стручните служби да ни дадат едно објаснување лично мене, да ги разгледат документите уште еднаш, да видиме што се случило, како му има он сега моментално му е спречен влезот во домот. Да ги разгледат стручните служби, документите и у период од 10 дена да ни дадат некои известување за тоа што се случува. Благодарам. Трајче Бошев. Благодарам, колега. Бидејќи немате официјален предлог во врска со усвојувањето на дневниот ред. Благодарам, колега. Немате официјален предлог за дополнување на дневниот ред. Ве молам. Нека биде официјално. Ве молам. Ве молам дали некој бара збор во врска со дневниот ред.
Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог дневниот ред го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, констатирам дека дневниот ред е едногласно усвоен. Отварам расправа по првата точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност на годишниот план за вработување за 2020 година на јавното предпријатие Комуналец Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ повели. Благодарам, председателе. На денешната комисија на јавни дејности беше разгледана оваа точка и истата беше усвоена. Предлагам советот да се произнесе. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Петре Манчев повели. Благодарам, председателе. По однос на оваа точка за давање согласност за вработување, барам образложение од директорката на кои позиции би се вработиле, иако ние планот го разгледавме, меѓутоа е за граѓаните да даде образложение на кои позиции се барат работни места и по кој основ. Благодарам. Благодарам. Петре Манчев, давам збор на директорот на јавното предпријатие Комуналец Неготино Марина Бојоджиева. Повели. Сите го имате во прилог, мислам, годишниот план за вработување и основот на ова барање е по основ на пензионирање, значи планот за вработување нема нови вработување, по основ на вработување, по основ на пензионирање се, дадени се точно по прилога кој ги видите во табелата на кои датуми одат луѓето во пензија, се работи за општи работници, инкасатори и еден има од претходната година има зголемен обем на работа. Тоа исто е старо работно место, пензионирано, од 2019 нереализирано и затоа е ставено вака. Нема друг основ. Дали е доволно? Благодарам, директорка. Дали некој друг бара збор? Реплика Петре Манчев. Благодарам. Директорке, ќе искористам оваа прилика да ви укажам на нечистотијата во градот, да ви укажам на неискосените паркови површини, ненавадените на време паркови површини, се во очајна состојба. На дел од колегите советници од Социјалдемократскиот сојуз му пратив приватна порака да ги погледнат во каква состојба се и тие се согласни со тоа. И ве молам во иднина да превземете иницијатива да се средат тие површини и да се воде грижа за истите. Благодарам. Благодарам на укажување. Благодарам, Петре Манчев, иако ова не беше по точката од дневниот ред, еве сега да бидеме чисти дека први ја почнувате праксата за дискусија надвор од точката на дневен ред. Дали некој друг бара збор во врска со точката која што е на дневен ред? Бидејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата. Предлог решението го ставам на гласни. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека решението е усвоено. Отварам расправа по втората точка од дневниот ред. Предлог одлука за издавање гаранција за задолжување на јавно предпријатие Комуналец за кредитно долгорочно задолжување пред Деловна банка за финансирање на проект заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина. Набавка на возило, систем Канал Джет за отпушување на канализациони системи и јами. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ повели. Исто на денешната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледана и оваа точка и оваа беше едногласно усвоена. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Зоран Стојанов повели. Благодарам. Околу давањето гаранции, ние не сме против купување на такво возило, не е потребно во нашиот град, но сум разочаран и голем дел од граѓаните се разочарани, бидејќи че има задолжување на предпријатието. Бидејќи претходната седница со 54 милиона кажаме дека сме раздолжили нешто, па разочарувањето е со тоа што зошто му дозволуваме на предпријатието да се задолжува, да почекаме уште некој месец, може би ќе си купиме сами како општина да им помогне. Благодарам. Благодарам.
колега. Следен за збор градоначалник Тони Делков, Павли градоначалник. Мислим, морам да изпадам, но ми е смешно вече да ти кажем кратко. Почитувани съветници, почитувам председателя, пред се явили за збор чисто заради това, що сметаме има потреба на съветникът да му дадем едно мало образложение, бидејќи не се работи за кредитно задолжување, тук се работи за задолжување кое што е во потреба на грантот кој што треба да го добиеме преку проектот за влијанието на животната средина. Значи, истиот кредит кој ќе биде земен е долгорочен во рок од 1 година, бидејќи самиот проект додека завршат сите постапки, треба истите средства, бидејќи се работи за грант, да се вратат назад и со истите средства ќе ги вратиме ние во комуналното предпријатие. Не се задолжува комуналното предпријатие, а од друга страна можем да ви кажам и за бројките за општината, бидејќи сакате да потенцирате дека веќе е кредитоспособна општината, за волја на фактите, јас кога дојдов на функција градоначалник, кредитно задолжување во Министерство за финансии беше 0. Значи, општина Неготино немаше право никако да се задолжи, не па да дава и гаранција за комунално предпријатие или за било која институција која што е под ингеренции на општина Неготино. Во овој момент имаме 34 милиона кредитно салдо, од кој што веќе 9 милиона и 100 се издава гаранција на комуналното предпријатие. Така да не се секирайте, финансиски стабилни и комуналното предпријатие не користи кредит, не користи само можност за да го изфинансира проектот, истите средства ќе бидат вратени назад. Благодарам. Благодарам. Градоначалник, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по третата точка од дневниот ред. Предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај за работа на јавната општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино за учебната 2018-2019 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ Павле. Благодарам, председателе. На денешната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледан и годишниот извештај за работа на детска градинка Фемо Кулаков. Истиот беше усвоен едногласно. Предлагам и совет да се произнесе по истата точка. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог за клучкот го ставам на усвојување. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека заклучокот е усвоен. Отварам расправа по четвртата точка од дневниот ред. Предлог заклучок за усвојување на годишната програма за работа на јавната општинска установа детска градинка Фемо Кулаков Неготино за учебната 2019-2020 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ Павле. Благодарам. На денешната седница беше разгледана и годишната програма за работа на детска градинка Фемо Кулаков за 2019-2020 година. Беше усвоена едногласно од членовите на комисијата. Предлагам и совет да се произнесе по иста. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог за клучкот го ставам на усвојување. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека заклучокот е едногласно усвоен. Отварам расправа по петата точка од дневниот ред. Предлог одлука за формирање на локален совет за превенција на општина Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вуле Младеновиќ Павле. На денешната седница на Комисија за јавни дејности беше усвоена и оваа точка. Предлагам и совет да се произнесе по иста. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на усвојување. Ве молам со кревење на рака кој е за.
15 гласа за, нема воздржани, нема против, констатирам дека одлуката е усвоена. Отварам расправа по 6-та точка од дневниот ред. Предлог одлука за давање согласност на договор за соработка за организација на настани по повод 8 ноември помеѓу општина Неготино и Сдруженијето за напредување на спортски и културни манифестации СПОКУЛ Неготино. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Вулен Младеновиќ повели. И оваа точка беше усвоена на денешната седница на Комисија за јавни дејности со 3 гласа за, 1 воздржан. Предлагам се да се произнесе. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Флорида Илиевска повели. Благодарам, председателе. Почитувани советници, почитувани представници на медиумите и граѓани на општина Неготино, по овој предлог одлука за давање на согласност за соработка со Сдруженијето СПОКУЛ за организирање на активности по повод 8 ноември, ние како советници, а мислам дека и пошироката јавност би сакала да знаеме за какво сдружение станува збор. Значи знаеме дека станува збор за невладина организација. При тоа не интересира и дали имаше и кога беше спроведен јавниот повик за пријавување на здруженија од областа на невладините организации за соработка со општината. Друго би ни интересирало и кога е формирано тоа здружение и кои до сега проекти ги има реализирано. Ако може некој од присутните да ни одговори на ова прашање. Толку, благодарам колешке. И јас ќе ви одговорам на дел од прашањето, бидејќи мислам дека тоа што сум јас информиран. Ова исто здружение и лани за 8 ноември минатата година ја имаше едната активност која што сега се предлага на Советот да се склучи договор за соработка. Цртањето на графитите на градскиот кај спортската сала беше спроведена активност 2018 година од истото здружение. Значи околу активностите и формирањето сигурно е формирано пред 2018 година. Точно не би можел да ви кажам кога. Во врска со вашето прашање дали е спроведен јавен повик, значи не е спроведен јавен повик, од причина што соработката општина Неготино ја имаше лани со ова здружение и сметаме дека таа активност во врска со 8 ноември беше добра и од страна на граѓаните беше поздравена како идеја. Сметаме дека треба да премине во традиција и да овозможиме, односно со наша соработка здружението повторно и оваа година да ја реализира активноста, со тоа што на нивно барање и нивен предлог воведуваат уште една активност, а тоа е возењето на велосипедска патека во нашиот град. Од тие причини сметам дека оваа одлука е оправдана и ние како совет треба да ја донесеме. Реплика Флорида Илиевска повели. Исто така, мислам би било добро да ни споменете за активностите кои ги спроведело здружението минатата година, дали има поднесено извештај, пошто знаеме дека се доделени и одредена сума на средства од општина Неготино, па би требало и финансиски извештај и ако може да ја запознаеме по широката јавност кој е председател и основач на здружението. Затоа што по ова прашање имаме доста сугестии од страна на граѓаните и членови на невладини организации кои би имале некои идеи и би сакале да се вклучат во допринос за активностите за 8 ноември. Значи, кои се основач и председател на организацијата и дали имаат поднесено финансов извештај за минатата година. Знаеме дека и оваа година исто така се префрлено околу 50.000 денари за реализирање на активностите. Благодарам. Колешке, во врска со председател на здружението е Глигор Зафиров, граѓан на општина Неготино, а делот на основачко собрание не би можел да ви ги кажам, бидејќи тоа се нивни органи на управување, би можело да се провери во централен регистар доколку е од суштинска важност за носењето на одлуката. Во делот на тоа што кажувате дека има и други сугестии од други невладини здруженија,
Можам само да истакнам дека општина Неготино е секогаш отворена за секој кој што дошол со добра идеја и добар предлог за соработка во иднина. Дали некој друг ба разбор? Петре Манчев, повели. Благодарам. Освен прашањата на колешката, и јас имам неколку прашања да поставам, а тоа е следното. Значи, за минатата година, освен тој настан што го организирало Сдруженијето, многу е важно да се наведе кои други настани ги организирало, дали добило грантови од некои други институции или не добило грантови од други институции. Како невладина организација сигурно учествува во други конкурси и така натаму, и сигурно ако е активна и ако не е формирана со намера, сигурно би освоила и други проекти, и кои се тие други проекти кои ги изработила за минатата година, па и дали дало извештај за парите кои што сме ги префрлиле од општина Неготино према оваа невладина организација за минатата година, па да им одобриме средства и оваа. Исто така е многу важно да се објави оглас и сите заинтересирани да се пријават, а не само со добра волја да ги повикуваме дека општина Неготино е отворена према сите. Според овоа, сето што се наведено овде се гледа дека се работи за партијска невладина организација, предводена од активисти на Социјалдемократскиот сојуз, и е наменета вака да организира некои работи кои што општината ги објавува тајно или скришно. Благодарам. Благодарам, Петре Манчев. Збор градоначалник Тони Делков. Повели, градоначалник. Благодарам, председателя. Значи, се јави за збор од една единствена причина. Бидејќи ова здружение учествуваше минатата година по повод празникот 8 ноември, имаше активност во општина Неготино и се работи за млади деца, перспективни, кои што пред се имаат волја, имаат желба да помогнат и да понудат нешто добро за градот, нешто модерно. Само да напоменам дека општина Неготино е отворена за сите здруженија. Може чисто да погледнете и во делот на исплаќање на финанси колку здруженија без разлика што немаме донесено методологија во делот како што беше ке спортските клубови. Значи општина Неготино ги поддржува сите здруженија и сите наши граѓани кои што имаат некаков успех или барање за настап за промовирање на општина Неготино. Јас само едно ќе напоменам. Општина Неготино сега не дава на Сдружение на бранители од Куманово. Не дава на Сдружение на бранители од Прилеп. Значи дава само на млади, на луѓе кои што се ентузијасти, луѓе кои што имат идеја и волја и желба за да помогнат на општина Неготино во нејниот развој. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Реплика Петре Манчев, повели. Благодарам, председателе. Градоначалниче, јас поставив неколку прашања и наистина не добив договор. Значи јас мене ме интересира, на дневен ред имаме точка која што некоја невладина организација бара средства. Вие рековте дека учествувала и минатата година, сме и дале средства, колку што разбрав. Меѓутоа не дала извештај како ги потрошила тие средства. Ја мислам дека е редно. Така. Сега, ја поставив прашање, не спомнав бранители, не спомнав ништо такво, него поставив прашање за оваа невладина организација и сега ќе одобриме средства и пак нема да даде извештај и нејзината работа е само за 8 ноември да организира настани, така ли? Со намена за 8 ноември, се извинувам. Значи нејзината намена е 8 ноември, да прекрстиме 8 ноември. Или има други активности кои се, нека дојдат тука од Сдруженијето да ни ги образложат кои се другите активности, дали аплицирала за грантови другиот, пошто у самата предлог одлука стои дека самото Сдружение ќе обезбеде средства и од други, и тоа е уред. Меѓутоа, нека дојде некој кој е председател на Сдруженијето и да ни образложе од кај ќе обезбеде средства, кои други манифестации ги организирало, други проекти имали, значи не е така.
И аз тоа го прашувам добронамерно, не прашувам бранителите или не знам што друго. Значи прашувам добронамерно по основ на оваа точка. Кој како одобрувал пари, таму тоа е друга работа. Меѓутоа гледаме еве денеска овие пари како ќе ги потрошиме. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Сосема накратко јас ќе земам дискусија. За да бидат работите начисто, колегата Петре Манчев деломно сам си одговори на своето прашање дали Сдруженијето има аплицирано по други основи да обезбеди средства, а во самиот договор кој што го има во прилог на секој советник пишува дека Сдруженијето на граѓани, бидејќи сега се доделува износ во висина од 50.000 денари, а во самото тоа стои дека средствата кои што се потребни за реализирање на активноста се поголеми од тоа и стои дека Сдруженијето на граѓани си превзема врската за обезбедување на средствата кои што се преостанати. Сметам дека ќе ја поздравим идејата која што ќе споменам уште еднаш беше реализирана и минатата година, која што најде на одобрување и на позитивни реакции од граѓаните на нашата општина и затоа и оваа година ќе продолжиме со реализирање на предвидената активност, плюс воведување на уште една нова активност за велосипедско возење во делот на територијата на општина Неготино. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 9 гласа за. Кој е против? 5 против. Констатирам дека решението е едногласно е усвоено со 9 гласа за. Отварам расправа по седмата точка од дневниот ред. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичка планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов повели. Благодарам, председателе. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација. Станува збор за два објекта, односно две парцели, 2248/2 као Криволок, општина Неготино, со намена А1 домување во стамбени куќи, и катастарска парцела број 8115/2 катастарска општина Неготино со намена А5 помошни простори. Комисијата за урбанизам ја усвои ова програма, предлагаме и Советот на општина Неготино исто да ја усвои. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата, предлог одлуката ја ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека одлуката е едногласно усвоена. Отварам расправа по 8 точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Трајче Димов повели. Благодарам уште еднаш. Комисијата за урбанизам заседаваше и по оваа точка од дневниот ред, односно предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина Неготино за 2019 година. Овде имаме неколку измени, односно во табела 2.2 детален урбанистички план 2.2.1 планирани планови во делот У за 3 за урбан блок 3.2 се додава уште една измена помеѓу улиците ЈНА и Едвард Кардель, значи со само финансирање. Потоа имаме во табела 2.5 локална урбанистичка планска документација се додава ЛУПД со намена А1 домување во стамбени куќи за катастарска парцела 11883, исто така само финансирање. Имаме измена и на општиот акт во село Пепелиште на барање на
на повеќе граѓани и измена имаме во делот на финансирањето, односно се менува вкупната сума од 1 милион и 310 илјади денари на 1 милион и 10 илјади денари во склоп со ребалансот на буџетот, односно овие средства се префрлаат во делот на капиталните расходи. Комисијата за урбанизам ја усвои оваа предлог програма, предлагам и Советот на општина Неготино исто да ја се благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Видејќи нема пријавни за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревење на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е усвоена. Отварам расправа по 9-та точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за урбанизам. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Рајче Димов Повели. Благодарам уште еднаш. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина заседаваше по оваа точка од дневниот ред, односно програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година. Во оваа програма се вршат неколку измени и тоа. Во подпрограмата ФД во точка 2 по алинеја 1 се додава алинеја 2 која гласи изградба со асфалтирање на улица во село Пепелиште во должина од 450 метри. Во точка 2 средства за остварување на програмата во подточка 2.1 средства за финансирање на работите од оваа програма кои се планирани во износ од 34 милиона и 80 илјади денари се заменува со износ од 51 милион 491 илјади денари и во делот на приходи во точка 11 средства од продажба. Во точка 2.2 планирани средства за уредување на градежно земјиште ФА и уредување на простор во рурални подрачја ФД износот од 2 милиона и 800 илјади денари се заменува со износ од 6 милиона и 300 илјади денари. Во точка 2.3 планирани средства за финансирање на програмата за комунални дејности износот од 34 милиона и 80 илјади денари се заменува со износот од 45 милиона 191 илјади денари како средства наменети за финансирање на завршени активности или кои се во тек како обавување на комуналните дејности. Во програмата ФА0 уредување на градежно земјиште износот од 1 милион денари се заменува со износ од 1 милион и 250 илјади денари. Во програмата Ј3 јавно осветлување износ од 10 милиони денари се заменува со износ од 12 милиони и 500 илјади денари. Во подпрограмата Ј4 јавна чистота износ од 400 илјади денари се заменува со износ од 900 илјади денари. Во подпрограма Ј6 одржување и заштита на локалните патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај износот од 2 милиони денари се заменува со износ од 3 милиони и 200 илјади денари. Во точка 8 во делот на санација на шахти се додава зборот реконструкција и санација шахти и решетки. Во подпрограмата Ј7 одржување и користење на паркови и зеленило износот од 500.000 денари се заменува со износот од 1 милион денари. Во подпрограмата ЈА изградба на јавно осветлување износот од 1 милион денари се заменува со износ од 2 милиони денари. Во подпрограмата ЈД изградба и реконструкција на локални патишта износот од 6 милиони и 500.000 денари се заменува со износ од 47 милиона 538.000 денари. Во подпрограмата ЈК изградба на системи за водоснабдување износот од 4 милиона 161.000 денари се заменува со износ од 4 милиона 141.000 денари. Во точка 5 од истата подпрограма после точка 4 се додава нова точка 5 која гласи кредити за користење се става износ од 27 милиона 330.000 денари. Во подпрограма ЈИ изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води износот од 3 милиона и 500.000 денари се заменува со износ од 3 милиона и 512.000 денари. Во подпрограмата за комунални дејности Ј износот од 34 милиона и 80.000 денари се заменува со износот 45 милиона 191.000 денари се додава точка која гласи плаќање на фактура за изградба на ловен дом од Симах инженеринг со сума од 2 милиона 340.000 денари, а по неја се додава нова точка која гласи плаќање на фактура за изградба на фонтана од Сандра инженеринг со износ од 5 милиона и 140.000 денари.
Во оваа програма донесовме амандман на Комисијата за урбанизам кој гласи реконструкција на улица 8 ноември во должина од 160 метри во подпрограмата ЈД, со што амандманот беше усвоен и стана составен дел од оваа програма. Значи, оваа програма беше усвоена на Комисија за урбанизам како таква и сметам дека Советот на општина Неготино треба истата да ја усвои. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е едногласно усвоена. Отварам расправа по 10-та точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активности на општина Неготино во областа на образованието за 2019 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. На денешната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледана и оваа точка и иста беше усвоена со 3 гласа за, 1 воздржан. Предлагам и Совет да се произнесе по иста. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Молам со кревање на рака кој е за. 15 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека програмата е едногласно усвоена. Отварам расправа по 11-та точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активности на општина Неготино во областа на социјалната заштита за 2019 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ, повели. Благодарам, председателе. На денешната седница на Комисија за јавни дејности беше разгледана и оваа точка. И оваа точка беше усвоена со 3 гласа за, 1 воздржан. Предлагам и Совет да се произнесе по иста. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Молам со кревање на рака кој е за. 10 гласа за, кој е против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 10 гласа за програмата е усвоена. Отварам расправа по 12-та точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за локален економски развој на општина Неготино за 2019 година. По оваа точка седница одржа Комисијата за локален економски развој. Молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Ивана Трајкова, повели. Благодарам, председателе. Комисијата за локален економски развој гласаше позитивно по оваа точка. Предлагам и Советот да ја усвои истата. Благодарам. Колешки, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема. Воздржани? 4 воздржани. Констатирам дека со 8 гласа за програмата е усвоена. Отварам расправа по 13 точка од дневниот ред. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за култура, спорт, соработка со здруженија и фондации. По оваа точка седница одржа Комисијата за јавни дејности. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Воле Младеновиќ, повели. Благодарам. На денешната седница на Комисија за јавни дејности беше усвоена и програмата за култура, за изменувањето и дополнувањето во програмата за култура, спорт, соработка со здруженија и фондации. Предлагаме Совет да се произнесе по иста. Благодарам. Благодарам. Колега, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, ја затварам расправата. Предлог програмата ја ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака кој е за. 8 гласа за, кој е против? Нема. Воздржани? Воздржани 7. Констатирам дека со 8 гласа за, програмата е усвоена. Процедурално Петре Манчев, повели. Благодарам, председателе. Барам 10 минути пауза. Благодарам, колега. По барање на советничката група на ВМРО ДПМН објавувам пауза од 10 минути. Продолжуваме во 15 часот и 25 минути. Продолжуваме со работа. Отварам расправа по 14 точка од дневниот ред. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Неготино за 2019 година, ребаланс.
По оваа точка седница одржа Комисијата за финансии и буџет. Го молам председателот на комисијата да го соопшти ставот. Гордана Јованова Повели. Благодарам, председателе. Комисијата за финансирање и буџет одржа седница денеска по точка на дневен ред ребаланс на општина Неготино за 2019 година. Ставот на комисијата е позитивен. Го молам Советот да се произнесе по тестата. Благодарам. Благодарам, колешки. Дали некој друг бара збор? Гордана Јованова Повели. Председателе, почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, почитувани медиуми, почитувани граѓани на општина Неготино. Денеска на дневен ред е ребалансот на буџетот, втор поред во оваа година, каде што во делот на оваа година се за прв пат имаме зголемување на буџетот, која е за поздравување. И тоа во основниот буџет за 16.972.776 денари, а во вкупниот буџет некоја мало намалување од 8.694.257 денари. По сметки, по ставки се зголемува за 5.400.000 надоместок за уредување на градежно земјиште приходната сметка, приходите за продажба на неизградено градежно земјиште за 2.882.124 денари. Во приходните тековни трансфери од други нивоа тука имаме некој отципување од 25.313.000, но за разлика од тоа трансфери од буџети на Република Македонија, буџетот се зголемува за 34 милиони денари, односно средства кои Министерство за одбрана не ги им доделува за реконструкција на патниот правец село Криволак Пепелиште. И други некои дотации, донации кои се и не така некои мали префрлување од оваа сметка на онаа сметка, но главен акцент на овој буџет, овој ребаланс е средствата кои ги делува Министерството за одбрана, односно 34 милиона денари за реконструкција на патниот правец Криволак Пепелиште. Сега при образложението кој го добивме на комисијата ни кажаат дека средства за уредување на простор во руралните подрачја, а дека че има околу 3,5 милиона за расположливи средства за реконструкција на пат по село Пепелиште. Сето, ова е во ред како проекција на еден буџет кој доликува на проширување на нешто што би требало да ни се деси до крајот на годината. Но искрено мене што ме плаши е тоа што ние реално за ваква проекција на ваков буџет немаме време за реализација на истиот. Зошто, патниот правец Криволак Пепелиште знаеме дека од огромно значење за жителите на село Пепелиште, од причина што мостот на село Пепелиште е во ситуација да се гради веќе подолг временски период. Одсечено е село Пепелиште од Неготино, така да и како е потребна реконструкција на овој патен правец, но реализацијата, оно што сега го проектираме, до реализација е време кое за до крајот на годината, имајќи ги во предвид временските услови, влегуваме веќе во зимска временски период кога градежните работи се намалуваат. Така да, реално, 2 месеци немаме време за да се распише реално ни тендер за да се отпочне со реализација на реализирање на ова проекција, а не пак и за реализација до крајот на 2019 година, што е
нели ми давам малче за право да изреагирам во тој дел, мислејќи дека гледајќи ги па и уназад 2 години поминати од оваа власт, веќе влеваме во 3-та година, баш буквално немаме ниту еден проект капитален реализација, односно немаме ниту еден проект кој е отпочнат од оваа власт, значи нивен личен проектиран, па потоа да дојдеме до реализација и до наплата. Јас искрено од оваа говорница го молам градоначалникот да ни спомне барем некој проект кој од негово време започнат, тој лично го има испроектирано, нели го дал за да се испроектира, да се реализира и да се наплати. Таков проект во овие 2 години немаме. Веќе пак спомнам, влегуваме во 3-та година од мандатот на нели оваа власт, која нели пак ќе спомнам, гледајќи уназад, не ми дава за право да верувам дека нешто ќе ни се деси до 2019 година, која што овој буџет сега го правиме. Исто така можам да спомнам дека ви се спомнати многу рурални подрачја, нели проекти од капитално значење, но во овие 2 години градоначалниче баш буквално немате ниту едно метро асфалт фрлено на ниту еден пат локален пат кој поврзува дали село со село, дали Неготино со некое село. Искрено да ви кажам, ова добронамерно ви го зборувам, причина што 2 години ни поминаа така во вода. Граѓаните не видува ниту една реализација од она што го ветивте. За разлика од времето кога ВМРО беше на власт и кога се направи и како патишта од локални, можам да ги спомнам Неготино, Курија, па Ликура, па Неготино, Кривола, па Неготино, Тимјаник, Дисан. Во овие 2 години не видовме ниту едно метро асфалт од ваша страна. Освен нели санирање на дупки на улиците, гребење на асфалт, и тоа на градските нели улици, локален пат ниту еден. Да не зборуваме за други капитални проекти кои нели кои требаа да ни се десат, но за жал 2 години помина така што помина и што граѓаните на општина Неготино го знаат тоа. Искрено, проекцијата на буџетот како проекција, нели пак ќе речам, е во ред, но реализацијата на ваков буџет е повеќе од очигледно дека нема да се деси. Причина што пат и како не се прави преку ноќ, мислам за 2 месеца нема шанси да се направи. Тоа е повеќе очигледно, знаеме дека овие пари ќе ги префрлите во другата година, но што беше одитноста од донесувањето на нивните 34 милиона, нели во ред е што Министерството за одбрана веќе се охрабрило да ни даде пари за реконструкција на патот кој нели и како големо значење, знаејќи дека па мостот Пепелиште веќе не знам колку време ќе се прави, гледајќи, мислам, вака одејќи по ваквото, мислам дека повеќе од 2-3 години. Уште 2 години сигурно сум дека нема да се направи, гледајќи темпото на работење, вашето на државата и така натаму. Ви благодарам. Благодарам, Гордана. Реплика Вуле Младеновиќ, повели. Вуле. Благодарам председателе, почитуван председател, почитуван градоначалник, почитувани советници, почитувани граѓани на општина Неготино и почитувани медиуми. Само да појасниме некои работи, нели, за да биде посватливо и појасно за граѓаните на општина Неготино. Со денешниот ребаланс на буџетот на општина Неготино се префрлуваат средства, така наречено кратење на средства и ставки од непродуктивни трошкови
во капитални трошкови. Со ова, значи, со овие средства во општина Неготино во периодот што следува пред нас треба да се реализираат неколку проекти, од кои јас ќе спомнам дел од нив, што се стварно за поздравување, и ми е многу мило што во многу краток временски период во општина Неготино се случија многу убави работи. Не се сложувам со колешката Гордана. Сакам да кажам дека е малце негативна, цело време негативно размислува, цело време е во неверување и сакам да ви укажам да бидете малце по-позитивни, затоа што зборуваме за проекти што во времето на ВМРО-ДПМН не можеа да се замислат дека може да се реализират, а не па да дојдат до реализација и да влезат во ребаланс на буџет и за реализирање на средствата. Патот од Пепелиште према Криволок е од голема важност. Една голема благодарност сега до Министерство за одбрана, одвои средства за тој патен правец, ќе се реализира. Со тоа, значи, не се служувам дека е закаснат, затоа што реконструкција на мостот и покрај тоа што се заврши, тој пат кој ќе се изгради, здравје Боже, ќе остане и за наредните години, па ќе ни користи за, не дај Боже, некои лоши времиња ако дојдат, како алтернативен пат. Друго, мило ми е што за само 2 години во село Пепелиште, од се што беше ветено од градоначалникот во предизборната кампања за локалните избори, за само 2 години сите работи што беа ветени се при крај се реализираат. Значи остана уште таа улица, што не е голем проблем веќе долго време. Ветивме вода, Пепелиште доби вода, цело лето немаше рестрикции за вода. Ветивме градинка со целодневен престој за децата, градинката се отвори, целодневен, има и кујна, таму децата се хранат, значи уште еден проблем решен градата слика таму што беше насред село паркот, едно убаво катче сега за децата и за родителите нивники што може да ги изнесат децата да се прошетат, да се рекреират. Со реализирањето на улицата, што ја спомнавме во овој ребаланс, сите работи што се ветени од градоначалникот во рок од 2 години се реализирани. Многу ми е мило што остана на време од 2 години и ќе се решаваат и други работи кои што не биле предвидени во програмата на градоначалникот. Сакам да кажам дека временскиот период од 2 месеци, колешки Гордана, не е многу, ако ги споредиш со временски период од 11 години каде што ништо не е направено за градот Неготино и за околните села. Ние работиме за граѓаните го гледаат тоа, вие не верувавте дека и спомен Костуница нема да се направи, па еве доби еден сјај Неготино. Сето тоа убаво изгледа, позитивно е прифанато од граѓаните. Верувајте малце повеќе во нас и помогнете ни во остварувањето на нашите цели. Благодарам. Благодарам. Колега, контрреплика Гордана Јованова. Повеќе. Благодарам, председателе. Колега Вуле, значи, сакам позитивно да мислам, искрено да ви кажам. И колку се трудам, колку позитивно, од причина што нели ви пофалив тоа што имаме 34 милиона средства кои се донесени за реконструкција на патниот правец Криволак Пепелиште. И викате, нели, првично кратите од непродуктивните ставки, ставате во продуктивни ставки на буџетот. Ами прво и прво, тие непродуктивните ставки, вие си ги испроектиравте, не ги проектираме ние. Вие како локална самоуправа, заедно со градоначалникот, испроектиравте ставки во непродуктивните ставки. Па затоа сега ги кратите. Зошто ако сте сметале дека се непродуктивни, прво и прво не ги не ставам да стоат, нели, во буџетот. Второ, 11 години ВМРО не правело ништо за граѓаните на општина Неготино. И јас искрено другиот совет ќе ви донесам
докази за тоа што се правело, граѓаните сигурно знаат што се правело. Ви ги кажав и одговорниците сега, кои проекти се изнаправи во времето на ВМРО ДПМН. Од инфраструктура, ви една лопата немате фрлено на локален пат. Еден асфалт метар ќе направите, да, ќе направите, кога ќе направиме, ние сме тие што ќе пофалиме. Но до сега факт е дека немате направено ниту еден метар асфалт на локален или регионален пат. Немате ниту еден проект завршено од делот на проектите кои градоначалникот ги ветуваше во неговото предизборно ветување. Значи, каде ви е паркингот? Направивте само хаос дополнително со стопчињата во центарот на градот. И тоа го осудуваат граѓаните на општина Неготино. Поради тоа што се соочуваат цело време со проблемот со паркирањето во градот Неготино. Една година помина со тоа што овој совет го изгласа за решавање на проблемот со паркингот, но до денеска немаме никакво решавање во тој дел. Денес зборуваме за кружни текови, за не знам, сето она што ви беше ветувано градинка, ќе биде, викаме ќе биде, но до денеска зборуваме. И зборуваме за овој буџет до 2019 година. Значи јас не зборувам што ќе биде. Кога ќе биде, јас сум таа прва што ќе го пофали, како денеска што го пофалив тоа што парите се одобрени од 34 милиона во буџетот, но страхувам во делот на реализацијата до крајот на годината, поради тоа што ние носиме сега ребаланс за 2019 година. Не носиме за нешто што ќе се деси 2020 година. И тоа што го направи ВМРО ДПМН, вие не можете ни да го одржавате. Факт е тоа, повеќе од факт е. Ви благодарам. Следен за збор градоначалник Тони Делков, Павле градоначалник. Тие пат гопови да сакаме може да државаме. Што направи Калајно Беловод? А вие гоповите ги државате? Калајно Беловод тие да државаме. Благодарам председателя. Без разлика на се, конструктивна дискусија, може би малце политички говор, меѓутоа тука сме за да кој како ја сваќа политиката и како сака да се представя пред јавноста. За жал имаме можност, би рекол за жал, заради тоа што сепак нивото треба да се врате, може би со некои измени на законот и со лични одговорности, да кажем, на секој еден кој што на оваа говорница може да каже се и да не одговара. Јас само ќе потенцирам, за да може да бидат одобрени овие средства од 34 милиона денара, значи мора да се планират во буџетот. Дали ќе се реализира до крајот на годината, тоа е факт и е знак прашање. Тендерот ќе биде распишан веднаш, бидејќи проектот е готов. После ребалансот на буџетот и вчитувањето на ребалансот на буџетот, ќе се распише тендерот и нормално доколку дозволат временските услови, ќе гледаме да стигнеме да го реализираме. Сега, че е да, меѓутоа, тоа се веќе факти, аргументи, на добиени проекти, на добиени пари, веќе до тука нема че. Значи, чето почнува сега со распишувањето на тендерот. Сакам една друга страна да кажам за работењето на општината и за тоа кој како работел и што работел. Значи, прво не е точно дека во општина Неготино се нема ставено асфалт. Зошто е така, еве, еден мал дел ќе се послужам со некои факти. Ние со општинскиот буџет, таков како што беше наследен, нема да го коментирам заради тоа што сите знаат општина Неготино што наследи и со какви проблеми тргна се. И без разлика на се, ние како градоначалници, без разлика кој е, дали сум јас предходен, предпредходен, најбитно е да обезбеде средства на општината и да даде еден позитивен развој, а изворите на финансирање се најмалку битни. Општина Неготино, значи има извршена санација асфалтирање на главна улица Маршал Титова должина од 800 метри и со ширина од 700 метри. Се изврши санација асфалтирање на една од асфалтираните 1 километар 1600 метри на патниот правец Дуброво-Војшанци, нов асфалт,
Па вие Дисан, Криволак, тие да не се општински или се регионални? Или за Курија да не го рачунате дека е да не е општински пат или регионален пат? Значи немојте да, ако така гледаме, од Дуброво Војшинци нов асфалт е поставен на патот Војшинци Бистринци во должина 3 км. Значи за окружена е делница Дуброво Војшинци Бистринци Корешница. На улица Борис Кидрич, која води кон здравствен дом, се поставени асфалт во должина 200 метри. Кај средното училиште во Неготино се изведени тротоари. Извршено е рачистување на околниот простор на селото Војшинци со бекатон од 1200 метри квадратни, Криволак во должина 200 метри, улица во Тименик во должина 400 метри, Тремник улица распишан тендер и веќе во реализација во должина од 1 км, Пепелиште во должина од 450 метри следува сега. За сите населени места се подготвени проектите. Патниот правец веше две делници имаме во износ од 34 милиона, 6 км во износ од Криволак Пепелиште. Значи ова сето што е само дел, мислам нема да ви ги редам сите, бидејќи самите ќе бидете сведоци на тоа што во изминатиот период се говори како точно како што кажа и советникот, не верувавте нити во спомен костурницата, која што е наш проект, не верувавте нити на спортската сала Младост, која што е наш проект, не верувавте на детска градинка, која што е наш проект, значи не сте го направиле вие, него оваа општинска администрација, и на многу работи кои што не верувате, времето е фактор кој ќе покаже дали оваа општинска администрација не само што ви ги врати сите долгови кои што ги направите на граѓаните на општина Неготино, него и ќе покаже на дело, со факти и со дела, како што милувате вие да кажете, дека градот се движи напред. Јас нема да дискутирам и за многу други работи кои се направени, че имате прилика, поканети сте сите нормално и по официјално за празникот 8 ноември, да ги видите и сите тековни изработени проекти, и сите идни проекти кои ќе се случуваат во општина Неготино, а на крајот од краиштата треба сите да бидеме задоволни, бидејќи заедно, пак ќе кажем, без разлика на нашите дискусии, треба да се потрудиме градот да се движи напред. Благодарам. Благодарам. Градоначалник, дали некој друг бе разбор? Реплика? Реплика Игор Јованов, позив. Благодарам председателе, почитуван градоначалник, почитувани граѓани на општина Неготино. Сакам се надоврзам на излагањето на градоначалникот, како и секогаш, така и овој пат, фалби, еден куп, и на крајот почна третата година од неговиот мандат. Некој че, не е тврдо че. Значи, ако може да се фалиме, кај што гледаме проектите на општина Неготино, гледаме за кои проекти има огласи распишано општината, кои и надлежности ги има за кој да ги реализира, и ако немаме активност од 2 месеца и Агенцијата за патишта, ако реализира некој проект во општина Неготино и патиштата што ги поврзуваат до општина Неготино, испадниме да ги сликаме и да замајуваме јавноста и граѓаните дека јас ја правам индустријската улица во Неготино, и јас го правам патот Војшинци Бистринци, да некои граѓани нема јасно дека тоа го прават Агенцијата за патишта. Значи, во овие 2 години, еве веќе трета година почнува предпоследната година од мандатот на градоначалникот на Социјалдемократскиот сојуз, само 800 метри асфалт на Маршал Тито, 2-3 тротоари по 340 квадрати, 50 до 100. Друг проект нема ниту еден реализиран.
Ако може да се слуша. Абе, не може ме фука, бай. Како да слушаме, бай? Не спомна за главното лист, дека не е рамка. 30 достојано. Како што кажав, предпоследната година од мандатот на градоначалникот на СДСМ, која што наредната година ќе биде изборна година, значи ќе остане само на ветувања, на лажни ветувања, на реализација, ниту една до сега од тоа што беше приложено во неговата програма. Оваа ќе биде мандатот на градоначалникот кој ќе биде запамтен по многу очекувања, ветувања и уште поголеми разочарувања и неисполнети ветувања, со еден збор лаги. Досега на сите му е јасно дека од програмата која што беше ветена Живот за сите испадна реализација никаква. Како што беше минатата година, така и оваа година, реализација од 25%, ќе одиме во противпожарната единица, ќе ги сликаме гумите, многу добар проект и ќе се фалиме на социјалните мрежи. Ќе го сликаме градскиот плоштад како за нова година е украсен, со еден вид смешен плоштад направен за нова година и тоа биле проектите за живот. Значи, милионите потрошени изминатата година и оваа година, тоа се парите на граѓаните, испадна дека во општина Неготино моментално парите само се трошат за огласи за вработување. Еден оглас, кој знае по колку пати се распишува. Знаеме последните недели колку огласи беа во општина Неготино распишани за нови вработувања. Знаеме какви кадри и од кои профили се барат за вработување во општина Неготино. Знаеме дека оваа година, освен доделување средства на борците од НОП 30.000 денари, друго нешто се нема направено. Парите на граѓаните се трошат на тој начин, што многу се заслужни борците на НОП и му се доделуваат средства, се прават невладини и се доделуваат грантови на тие невладини кои што се членови на Социјалдемократскиот сојуз. Ова искажано се со факти и со докази, може на некој му е смешно, но тоа сето е документирано и стојат во документите на општина Неготино и е поминато на Советот. Само може да запамтиме и оваа година дека општина Неготино се нема ниту една позитивна работа случено. Како што кажавте, дека патниот правец Криволов Пепелиште ќе се реконструира, ќе се прави, ние за тоа ќе гласаме за. Тоа е добра работа, но како што кажавте, веднаш ќе почнам и ќе објавам тендер. Треба малце појасно на граѓаните да му се објасни. Мислам и виче и од неколку лица сум информиран дека ќе има на тој пат се наоѓаат приватни имоти, ќе има спорови, така лесно и брзо нема да мине ако се мисли дека утре ќе се распише тендер, треба сите работи граѓаните да ги знаат јасно. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Петре Манчев, повеќе. Благодарам, председателе, почитуван градоначалник. Ќе продолжам таму каде што застана
колежката Гордана Јованова, и мојата дискусија секој пат е конструктивна. Ова е прв пат во вашиот мандат да имаме зголемување на буџетот на општина Неготино, што е позитивна информација за нас како советници и знаеме каде е најголемиот дел, колешката тоа го образложи. И редно време е нештото да тргнат да се прави нешто во општина Неготино и да има реализација на проекти и да се подобри животот во општина Неготино. Меѓутоа, нашата работа како опозиција е да ве потстуваме на вашите ветувања секој пат кога ќе испаднеме на говорницата со цел да инициираме поинтензивна работа на општинската администрација и на вас како градоначалник. Јас ќе поставам неколку прашања во однос на буџетот од минатата година. Мене ме интересира во овој буџет, освен овие пари кои што ги дава Министерството за одбрана за санација на овој пат, дали Агенцијата за финансиска поддршка има исплатено некакви средства за реализација на проекти? Дали општинската администрација има продадено неколку парцели кои што се и така важни средства за реализација на ветените од ваша страна проекти? Бидејќи гледам таму во самиот буџет таа ставка која што е каде што има дотации од други државни институции, од месечини 44 милиона се намалува на 10 милиона денара и тоа ми алудира дека сите тие средства се ускратени и ние фактички од Агенцијата за финансиска поддршка за 2019 година немаме апсолутно реализиран ни еден проект. Значи, нашата работа како опозиција е баш сите тие работи да ги гледаме, да ги напомнуваме и да ги бараме од вас да ги реализирате. А вашата работа е сите тие проекти кои што сте ги ветеле во една изборна програма на граѓаните да се потрудите да ги реализирате. Исто така, сакам да ви напоменам за проектот кој што е реализиран на спомен Костурницата. Многу убав дел, многу убав проект кој што поголемиот дел од средствата се обезбедени од Вардарски плански регион. И тој проект, колку што се сеќавам, е започнат во 2016 година. Значи, вие посочивте нешто друго, меѓутоа, јас колку што се сеќавам, тој проект започна во 2016 година и е добро што се реализира до крај. Исто така, апелирам од оваа говорница, сите други проекти кои што се започнати да се доведат до фаза на реализација, бидејќи, како што знаеме, доаѓаат на одобрување на сите граѓани на општина Неготино. Благодарам. Благодарам, колега. Следам за збор градоначалникот Тони Делков. Боли градоначалник. Благодарам. Слушаме. Благодарам на конструктивноста. Јас само ќе потенцирам, значи во делот на агенција или платежна агенција нема никакви финансиски средства до сега во општина Неготино. Преку платежна агенција имаме два проекти и тоа се мерките за рурален развој. Значи едната е делница Вешје од должина од 787 метра и патниот правец Тремник во должина од 1 километар. Процедурата е следна. Значи со изборот на фирмата на јавен повик на тендер, значи најдобриот понудувач кој што го добива тендерот, подпишува договор со општина Неготино, доставува гаранција. Целокупната документација и спроведена тендерска постапка се доставува до до платежна агенција, каде што заедно после тоа подпишува договор со општина Неготино и се исплаќа 20% аванс во делот на за почеток или за вовед во работа на самиот изведувач. Значи до сега општина Неготино нема од таа страна добиено никакви средства. Ги очекуваме тоа во текот на наредната недела да се подпишат договорите и да се обведат во работа во делот на асфалтирање на улици. Канализацијата е проект на општина Неготино и со општински пари. Другото прашање во делот на паркот, точно е, беше, благодарам и на пофалните зборови за
Бидејќи тоа катче е добро за сите, сметам дека во наредните неколку денови треба да се посадат и дополнителни зелени површини, со кои што ќе му дадеме едно бели дробови на градот на тоа убаво место. Стварно е прекрасно, реакциите од жителите се во ред, задоволни се луѓето. Продолжуваме понатаки во делот на парковите, бидејќи гледаме дека стварно фали тоа. Во општина Неготино се дадени веќе проектни задачи за изработка на проекти на спомен костурницата Манчо Малеминов. Двата проекти за паркови се во делот на улица Браќа Миладинови и на Саат Кула Неготино. Значи тие се веќе при крај готови проекти два, исто со паркови површини и со уредување на детски реквизити. Сметам дека на овој начин ќе придонесеме пред се да му овозможиме и на младите и на постарите да имат каде да го поминат своето слободно време. Ако нешто сум испуштил од делот на одговорите на кои што побаравте прашања, уште еднаш ќе потенцирам за да бидеме најасно. Значи овие 34 милиона денара, значи се задолжителни да се планират во буџетот, за да можеме да распишеме јавна набавка по која што ќе избериме фирма. Без планирани средства не може општина Неготино да распише тендер. Реализацијата на проектот за колку време ќе биде, јас се надевам дека можеби ќе стигнеме и до крајот на годината, ако дозволат и временските услови, да се реализира, бидејќи се работи за пат кој што пред се е долги години користен како транзитен пат, како и се работи за реконструкција. Мислам дека нема некои преголеми зафати и дека можеме да стигнеме до крајот на годината да го реализираме. Исто проектот кој што е направен сега во оваа година за 450 метра на улица во Пепелиште, има време и за тоа. Меѓутоа оставаме нормална резерва, доколку не бидат завршени истите средства кои што бидат планирани, нормално е да се префрлат во наредната година да ги планираме и да се исплатат во наредната година. Така е во еден буџет, значи не се работи за фиксни врзани работи, него е жива материја која што се движе од година во година. Исто беше и со долговите. Значи ние самите долгови мораше да ги префрламе во новиот буџет, да ги планираме, за да може да ги сервисираме теком да не дојде општина Неготино до застој. Ако имате нешто дополнително врска со новиот ребаланс, тука е и 1 километар исто преку, значи по сите три мерки кои што општина Неготино аплицираше во платежна агенција, и тоа е за пофалба, значи сите три мерки ги добив. Значи и патниот правец Тимјаник во Тремник, Вешје и 1 километар, 1 милион денара за пристап до земјоделски површини. Во делот на Вардарски плански регион, Вешје делница, Дисан Парно за преку Јапонска амбасада, спомен костурницата која што е пола-пола во делот на финансирањето на проектот. Мислам дека уште еден проект сега, ровокопачот кој што беше исто за јавното предпријатие Комуналец обезбеден. Значи, секоја една апликација која што општина Неготино припреми, значи, треба да бидеме свесни дека е и добра работа, значи некој добро излобирал, за да може општина Неготино да ги добие сите тие средства. Знаете и сами, долго време сте тука, има некој дел од вас и стари советници, како функционира и Вардарски плански регион, како функционира и платежна агенција, колку е тоа тешко кога има одреден буџет и се делат оваа година за оваа општина, друга година за друга општина. Ние од сите мерки кои што беа понудени и во Вардарски плански регион, и во агенција платежна, и во ПЛРК преку туризам, значи сите проекти успешно устојавме да кажем да ги добиеме
буквално сите наши проекти. Немаме нито еден проект вратен. Така да лично сметам дека тоа е за пофала. Благодаря. Благодарам. Градоначалник реплика Петре Манчев, поглед. Благодарам. Градоначалниче, во дел од вашата дискусија сте малку контрадикторни. На моето прашање колку од средствата од платежната агенција се префрлени на општина Неготино за тековниот буџет, рековте дека нема. Меѓутоа, на крајот од вашата дискусија се наврзавте на тоа да ги наброите сите проекти кои што се одобрени, меѓутоа планирани и меѓутоа се нереализирани. Значи, зборуваме за ребаланс на буџет каде што се префрлаат наменски средства кои што вие планирате да ги реализирате до крајот на овој буџет. И за волја на вистината ние овој пат, бидејќи станува збор за зголемување на буџетот, ќе ви дадеме поддршка на тоа, иако искрено се сомневаме за реализацијата до крај. Значи ние ќе ви дадеме поддршка овој пат, меѓутоа колешката Гордана убаво образложи зошто ние се сомневаме дека тој проект ќе биде реализиран, а кој исто е од големо значење за граѓаните кои што живеат на тој дел од нашата општина. Благодарам. Благодарам. Петре Манчев, контрреплика градоначалникот Павле Градоначалник. Јас мислам дека се разбираме, меѓутоа поентата е дали наредната година ќе кажеме да средствата ние кога кажувавме дека нема да ги реализирате во теконата година и дека ги префрлате во наредната година, тога ќе чариме политички поени. А реализацијата секој ќе дојде. Значи јас отворено кажувам, во сите програми Г1, Г2, во делот на локалниот економски развој, сите проекти кои ќе се планирани се добијани. Се распишени јавни набавки, избрани се фирми, меѓутоа тековните работи. Има и тек уште еден-два тендери кои што треба да се распишат за патниот правец Криволак-Пепелиште и за самата улица во Пепелиште. Другите се сите завршени. И Вешје 2 делници, Тремник е завршен како тендер, како постапка. Жардинериите исто се е завршено, спортската сала си е директно преку Агенција за млади и спорт. Значи сите проекти кои што се спомен костурницата исто е завршен проект. Сите проекти мора да бидат внесени во програмата за да може да ги реализирате. Значи, за да може да распишеш тендер, значи, мора да ти бидат планирани средства. Сега, од кога ќе се заврши тендерот, нормално е дека оде постапка на изведба, на изградба. Плаќањето се врши согласно договорите. Агенцијата, платежната, пушта 20% тек кога ќе го подпише договорот со општина Неготино. И тие средства ние сме должни нормално да ги исплатиме спрема добавувач. И нема ништо спорно дека во наредната година ние дел од сите овие работи кои што нема да ги стигнеме, пак ќе ги префрлиме со истите проекти и во наредна година. Значи со буџет со кој што не е исплатен, нормално. И сите долгови пренесени од претходната година во наредна година. И нема ништо спорно, или мислам, не знам зашто не се разбираме, таква е постапката и буџетот е тоа, жива материја, мора така да се движиме. Благодарам. Градоначалник, дали некој друг бара збор? Флорида Илиевска, повели. Благодарам. Во врска со сегашната дискусија, доколку може еве на градоначалникот во делот на започнати и реализирани проекти. Знам дека многу пати дискутиравме на темата за проектот за водоснабдување и дека малку доаѓаме до револт кога станува збор на таа тема. Но мене би сакала да го прашам директно градоначалникот дали ова администрација размислува за некој инфраструктурен проект во тој дел. Значи, не е само дека ние моментално до некаде го решивме проблемот со водата и тоа е така. Значи, подобрено е водоснабдувањето. Но дали граѓаните ќе имаат можност
да се спасат од старите азбестни цевки. Значи, дали се размислува во тој правец? Да не се лажеме, реконструкција на водоводната мрежа е потребна на овој град. И би било штета, значи, стварно да прекинеме да размислуваме во тој правец и да биде се залудно до сега што е направено, без разлика на се, дали постои начин за да може да се подобри тоа, да се стави во функција и да се искористи тоа што е досега направено во врска со водоводната мрежа. Доколку може градоначалникот, доколку смета дека треба да ми одговори на оваа тема. Благодарам, колешке. Реплика? Може, нема никаков проблем, значи секоја конструктивна дискусија и предизвики да дискутираме. Значи, потполно се согласувам дека општина Неготино да кажеме дека сме го решили 80% проблемот од делот со водоснабдувањето и оние мали рестрикции кои што ги има во текот на ноќта треба да ги нема. Ние работиме на тој план. Во однос на другото прашање за тоа дали оваа мрежа која што е поставена и која што се потрошени тие 500.000 евра, се слагам и јас дека потребно е да се најде решение и да се стави во функција. Меѓутоа, не го зборувам политички, ненамерно, не го кажувам онака најискрено како што е. Веќе е отворена истрага во тој дел. Се додека не заврши истрагата за целиот проект и до сега изведбата, значи ние не можеме и немаме право воопшто да работиме на таа мрежа. Меѓутоа, општина Неготино, бидејќи, пак ќе кажам отворено, во тој проект имаше негде околу 16 улици. Ние направивме плюс уште 2, мислам, од тие 16 улици 10 беа реализирани под наводници, бидејќи се уште не е функционално тоа. Од тие 16 улици вкупно, 10 кои што беа изведени, останатите 6, 2 веќе аплициравме во транспорт и врски, но со мала корекција на проектите со приклучок до крајните корисници. Со тоа сметаме дека и во наредниот период ќе ги искористиме да ги поправиме проектите кои што беа претходно, барем за овие 6 улици, да се направат приклучоци до крајните корисници и да се поврзе примарната со секундарната мрежа, како би имале една целина да можеме на граѓаните да му дадеме комплетна услуга, да не биде само примарна мрежа и толку. Тоа е едниот дел. Знае дека комуналното предпријатие веќе има добиено заедно преку овој проект за животна средина и геофони. Тоа се инструменти за испитување на водоводните линии во градот и за изнаоѓање на нормално на нови дефекти. Ако во изминатиот период најголем број од дефекти ги најдовме на челичниот цевковод од Кавадарци до Неготино и 3 големи дефекти кои што се губеа над 10 до 15 литри вода, па Бојанчите го решивме да кажам кој што беше 20 литри. Зборуваме отворено заедно во координација со градоначалникот на Кавадарци кој што имаше слух и волја да го симне Бојанчите од главниот систем за наводнување. Го направивме тоа, Неготино доби дополнителни количини на вода. Сметам дека сите преземени чекори во изминатиот период придонесоа, меѓутоа општина Неготино се подготвува и факт е дека е потребно најхитно сите азбесни цевки кои што се во градот да добијат промена. Јас го поздравувам и проектот и идејата да се променат цевките, старите цевки кои што биле азбесни и намерата, меѓутоа има проблем во претходниот проект, значи проектот не бил добро осмислен, има проблем во изведбата и тоа е тоа кое што сега во моментот не коче за да можеме да функционираме и да подобриме барем во делот на новите водоводни линии. Благодарам. Благодарам. Градоначалник, реплика Флорида Илиевска. Да, прашањето ми беше да ги... Може ли да продолжи? Може. Прашањето ми беше да ги тргнеме настрана, значи сите тие нерегуларности, обвинувања, мислам сето тоа. Конкретно, дали има расположение и дали се размислува
за продолжување на нешто и за промена на проект. Мислам на водоводните цевки. Тоа, да. Јас кажав јасно, значи во стариот проект беа планирани 16 улици. Беа реализирани 10 под наводници, бидејќи имаме проблеми со тие 10 улици. Каква е, таква е ситуацијата, немаме нити право, нити можност да реагираме на неа. Од 6 улици кои што не беа распишени како тендер, значи Општина Неготино ги аплицираше во транспорт и врски, но со коригирани, да кажам, предмер пресметки во делот на дополнителни приклучоци до крајните корисници. Да не дојдеме во ситуација да правиме исто како на претходните 10 линии, па пак да немаме ефективен проект. Размислуваме и сите овие останати 6 улици ќе гледаме барем во овој нареден период од година-две да обезбедиме финански средства за да може да промениме дел од водоводната мрежа која што е азбестна, застарена и нормално и тоа ќе придонесе и за нови количини на вода, бидејќи мрежата е стара, можеби, не знам, 5-6 години и е потребно целосна реконструкција. Чекор по чекор треба да го менуваме и тоа. Благодарам. Градоначалник, дали некој друг бара збор? Бидејќи нема пријавени за збор, затварам расправата. Предлог одлуката ја ставам на гласење. Ве молам со кревање на рака кој е за. 14 гласа за, нема воздржани, нема против. Констатирам дека со тоа е усвоен одлуката. Со тоа е исцрпен дневниот ред за денешната седница. Ви благодарам на сите за присуството.